Системот Безбеден град кој е во тест фаза пред да стартува на 1 јануари или еден месец подоцна, во моментов не ја дава можноста да се внесуваат броеви од регистарски таблици кои би биле изземени од генерирање на прекршочни казни. Секое возило кое ќе биде снимено дека ги прекршува законите и сообраќајните правила ќе добие соодветно известување за казна. Но ова ќе се промени во иднина кога регистарските таблици на возилата со првенство на минување, како што се брза помош, пожарна и полициски возила, ќе бидат внесени во системот и за нив нема да се процесираат казни. Но во системот ќе има докази дека возилата со тие регистарски таблици ги прекршиле сообраќајните правила. А во иднина согласно позитивните законски прописи, односно одредбите од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата, возилата со првенство на минување ќе се евидентираат во системот и за истите записите нема да се бришат. Тие ќе се чуваат во лог менеджмент. Но ова го отвара прашањето од можни злоупотреби на оваа опција, односно вработени кои имаат пристап до системот по нечија наредба или самоволно да внесуваат регистарски таблици кои не се на возила со првенство на минување, односно на политичари, на влијателни лица, но и на своји пријатели и другари. Од МВР ветуваат дека ќе има контролни механизми. Тоа се реформите кои во моментот се на сила, кои се работи на нив, меѓутоа сепак министерот за внатрешни работи ќе одлучи кој и во каков вид ќе се врши контролата, а контрола секако дека ќе има. Инаку една од најголемите реакции на социјалните мрежи околу системот Безбеден град е непостоењето на сообраќајната инфраструктура, пред се така наречениот зелен бран. Тоа значи семафорите да се координираат така што зеленото светло се активира последователно, создавајќи бран од зелени сигнали за возилата кои се движат со препорачена брзина, често од 40 до 50 км на час во урбани услови. Ова го намалува метежот, штеди гориво и го подобрува протокот на главните сообраќајници. Од град Скопје, во чија надлежност е воспоставувањето на ваквиот систем, за ТВ21 велат дека во сообраќајниот центар при улици и патишта во моментов се работи на решение за повторно воведување на така наречениот зелен бран во Скопје, кој ќе ги опфати најфреквентните улици во главниот град. Се очекува наскоро решение. Во Скопје ова опција со зелен бран постоеше пред 10 години, пошто престана да функционира.